Почитувани, пред една недела господинот Саша Димич, директор во јавното предпријатие ЈСП Турс, во својство на предпоставен, крвнички претепа вработена девојка во хотелот Маврово, која е во целосна собственост на ова јавно предпријатие. Она што од медиумите го дознавме, е дека девојката крвнички била претепана од страна на господинот Димич, кој во алкохолизирана состојба и во своето дивење и нанел тешки телесни повреди, потрес на мозок, предизвикал нарушување на слухот и други видливи траги на насилство, кои се констатирани од лекарскиот увид. Господинот Саша Димич, од поодамна познат на македонската јавност со неговите 15 кривични пријави досега, беше и веде градоначалник на општина Карпош, поставен од страна на ВМРО ДПМНЕ во период од 6 месеци. Истиот тој Димич повторно во јавноста се појавува како можен кандидат на ДПМНЕ за градоначалник на општина Карпош на престојните локални избори. Сакаме денес да упатиме неколку прашања. Прво, на денешниот отчет на градоначалникот Гоце Трајановски не слушнавме ништо за овој немил настан. Ниту пак дознавме дали градоначалникот планира да го смени Саша Димич од директорската функција во ЈСП Турс, кој крвнички претепа вработена девојка во хотелот Маврово. Второ, сакаме да го прашаме премиерот Никола Груевски. Нели сметате дека со фактот што институциите не реагираат ефикасно, фактот што господинот Димич не е разрешен од директорската функција, што не е експедитивно приведен и лишен од слобода поради ова крвничко насилство, придонесувате во рушење на основните човекови права на нападнатата девојка, но и испраќате јасна порака до сите жени, дека треба да молчат, без разлика колку врз нив се изживуваат насилните раководители кои вие ги поставувате. И трето, ова ли се кадрите со кои ВМРО ДПМНЕ планира да настапи на следните локални избори? Каков пазар тие имаат со Саша Димич, штом толерираат вакви кадри на најистурените позиции во рамките на нивната партија? Почитувани граѓани, бараме јасни и прецизни одговори од МВР, од обвинителството и од градоначалникот Гоце Трајановски и од сите институции кои се однесуваат незаинтересирано и кои прават обид да го забошотат овој случај. Зошто директорот на ЈСП Турс Саша Димич не е разрешен? Зошто не е лишен од слобода? Зошто не се превземени сите мерки за да се спречи да го повтори делото? Зошто не се преземени сите мерки за да се заштитат правата на крвнички и степаната вработена девојка, но и на сите жени кои се наоѓаат во ситуација да ги трпат неправдите на нивните насилни раководители?